Благодарам, подпредседателе. Еднаш предавник, секогаш предавник. А не сакав да верувам овој пат на вистина дека ќе се уверам во оваа народна изрека. Овој пат на вистина искрено од срце посакував да биде поинаку. Да биде многу поинаку. Заедно сите македонци пратеници во овој македонски парламент да излезевме со народот и да кажевме не го прифаќаме овој понижувачки предлог. Ова беше моја желба, ова беше моја патриотска желба. Да кажеме, сакаме во Европа, да, сите заедно, но не понижени. Да кажеме, сакаме во Европа како македонци, со македонски јазик, цврст македонски идентитет, со македонска заштитена историја, култура, традиција. Вечерва, вчера, навистина се воздржувам, бидејќи чувствувам бескрајен револт кон сите вас. Ми доаѓа навистина од дното на душата да ве навредувам, да ве пцујам сите поред, но христијанското во мене не ми дозволува и ќе пробам уште еднаш со факти, со аргументи да ве разубедам. Со факти, со аргументи, бидејќи ќе го послушам вечерва мојот татко, кој ми вели секогаш погледај да не грешиш, испитај се, и навистина после вчерашнијата седница размислував, се преиспитував, се прашував и си велев луѓе мои дали јас грешам или овие од другава страна што седат. Посакував премиерот на Република Македонија овдека да не поздрави со крената тупаница и да речи да живее Република Македонија. Посакував истиот тој премиер на мојата држава, кога го навредува и му кажа, негов колега му кажа дека е премиер забрзо на Западна Бугарија, тој се смееше како зелен. А посакував да застани цврсто и да му кажи јас сум македонец, јас сум премиер на Република Македонија. И зошто не собра таму храброст, не еди рама да му го каже тоа, а овдека со две раце покажува некаков триумфализам, а прифатил предавство. Огромно предавство на Македонија, на македонскиот народ. И си велам, каде јас грешам? Во тој договор спомнувате некаква сте прифатиле комисија која требало да ги одредува историските факти, да ги пишува учебниците и сето тоа на проверка во Софија, та оттаму да кажеле што да учат моите 3 деца. И требало да се нафатам, да прифатам дека македонскиот јазик бил дијалект од бугарскиот. Знаете кога ќе се случи тоа? Никогаш. По никоја цена. Јас сум роден во Прилеп. Прилеп е град херој. Дал 650 жртви само во Втората светска војна. Сите убијани од бугарскиот фашистички окупатор. Дал 143 луѓе кои носители на споменица и 14 народни херои. Живеам на 20 метри од могилата на непобедените. На 20 метри од алејата на народните херои. Што ќе му кажам на моите деца кога ги шетам секој ден на парк, кога поминуваме покрај овие народни херои? Со кој образ јас ќе ги погледнам моите родители, моите деца, ако кажам дека не сум се спротивставил на ова предавство и не сум пробал да го одбранам идеалот за кој загинале тие народни херои. Почитувани колеги,
Зашто јас да се договарам со овие од Бугарија? Живеам на улица Цар Самуил. Учев во основно училиште Рампо Левката. Народен херој, убиен, стрелан во Дабница. Штета што не е тука колегата Миле Тарески, многу пати цвеќе има поставувано и споменик има поставувано на ова историско место, каде што се стрелани 19 македонски прилепски борци херои од бугарскиот фашистички окупатор. Средно образование завршив во гимназијата Мирче Ацев. Исто така народен херој, убиен од бугарскиот фашистички окупатор. Што тоа да се договарам? Имаше една песна, крвопис ни е војската, ослепената Самуилова. Крвопис се гробовите на јунаците и линденците. Крвопис се и децата во Ваташа. Вие го уништивте сето тоа. Вие го бришите крвописот на Македонија, на македонецот. Вие го бришите македонскиот генетски код, системски. И една колешка кажа, немојте да му простувате, бидејќи знаат што прават. Навистина знаете што правите. Почитувани колеги, за голем дел од вас, навистина, знаев дека сте спремни на се. Но за дел од вас не верував дека ќе прифатите такво нешто. Јас сум по професија стоматолог. И со радост ќе се вратам и ќе прифатам да си ја работам мојата работа. Не ми треба вакво предавничко собрание и да бидам ваков пратеник во вакво предавничко собрание. Ќе се вратам во Прилеп и ќе си поправам заби, но нема да направам вакво предавство. Имате фирми, работите, имате кариери, професори, професорки, хотели, ресторани. Луѓе, не ви треба ова. Земете, откажете се, дури има време. Земете, откажете се и заедно да кажеме да, сакаме во Европа како македонци. Со македонски јазик, македонски идентитет, македонска историја, македонска култура. Сами сте, ве критикуваат сите. Павлова, Данева, Ана. Не верував дека СДСМ ќе стане бугарофилска партија. Денеска ви напиша на Фейсбук. Еден медиумски магнат, да го наречам, ви вели, дедовците ви се бореле со пушка, за денес да имате можност да се борите со пенкало, да кажете не фала, а не да уништите се за подобар пасат, повеќе скара и подобар телевизор, да лутате како лејки без дом. Ви нарекуваат лејки, а вие овде се смеете. Ви нарекуваат предавници, а вие се кикотите. Треба да се застрамите. Ги напуштивте црвените линии, а лани пред една година заедно со консензус гласавме овде резолуција. Но вие бе не сте биле луѓе. Вие се крстите и лажите. Зошто ја гласавте таа резолуција за по една година овде да носите, да прифаќате ваков предавнички предлог? Наместо со овој предлог да се отстрани ветото, со ова се создаваат услови за ново и ново вето. И така до бесконечност да се врши притисок на македонскиот народ. Внесувањето на бугарските барања во преговарачката рамка ни ја става судбината целосно во рацете на Софија. Почитувани колеги, уште еднаш ќе речам, за некој од вас верував дека ќе го направи тоа. Некој од вас се пратеници, джубокс пратеници, колку пари, толку музика. За некој, навистина, верував и уште верувам дека има време да се премислите. А јас, како што ви реков, ни мртов, ова нема да ви го гласам, ни мртов, да ви се мочам и во договор, да ви се мочам во предавство.